Во студијата со мене денеска е Јанко Бачев, председател на партијата Единствена Македонија, и овие 20 минути ги остапуваме за вас. Најпрвин би сакала да ве прашам за вашиот слоган. Излегувате на изборите со никогаш Северна, само Македонија. Она што им го ветувате на гласачите дека како политичка опција не го прифаќате променетото име, знаеме дека за тоа имавте и протести, сакавте да се врати името, меѓутоа што сега кога веќе Македонија е заведена под новото име Северна Македонија, можете ли да не објаснете вие воедност и професор по меѓународно право, па на што го темелите ова ваше ветување? Значи за нас нема дилема. Договорот со Грција за промена на името е ништовен според меѓународното право, поточно според Виенската конвенција за договорно право, и од тука ние тоа го имаме и како една од нашите стратешки определби во платформата Битка за Македонија, и ние ветуваме пред граѓаните дека доколку не дадат доверба, една од прва задача на новата легална власт на Единствена Македонија ќе биде токму поведување постапка за поништување на договорот. Ова што народот го слуша од Заев, од Пендаровски, дека договорот е завршена работа, дека не е променлив. Тоа заборавете го. Тоа е една голема лага на марионетската власт во Скопје, кој што нели знаеме е инсталирана и купена од странски центар за да избрише се што е македонско. Значи договорот, овој е договор како и секој договор. И во меѓународното право нема вечни договори. А наша среќа е што овој договор е ништовен. Сега во однос на начинот како што ме прашавте, пред 2 дена е дадена на печатење мојата нова книга, токму нова тема со наслов Меѓународно правните основи и постапката за поништување на договорот со Грција. Значи таму јас јасно потврдувам, објаснувам како тоа ќе го направиме. Значи сега е потребно само да дојде една народна власт кој што има храброст, кој што има знаење, и после тоа е многу лесно во Обединетите нации, значи откога се поништи договорот, ќе се избрише од регистарот што го води генералниот секретар, и сега што е побитно, откога ќе се поништи овој договор, веднаш ќе се поведе постапка во Обединетите нации за враќање на уставното име. Значи нас не стојат на располагање 4 меѓународно правно признати механизми како да си го вратиме името во Обединетите нации, меѓутоа сега како што кажав, работава малку усложнета со овој договор, и откога ќе го поништиме, значи ќе ја поведеме и постапката за враќање на името Република Македонија. Да, точно, меѓутоа како тогаш Македонија би можела да се справи со 3-деценискиот спор со името? Тогаш дали отвараме нова војна со нашиот јужен сосед? Ние проблемот со името ќе го решиме за 10 минути. Како? Ќе им пратиме нота на Грција, не признавате како република? Не признавате. Немаме добри билатерални односи и си ги градиме односи со другите држави. Да не заборавиме, наш 140 држави не имаа признато подуставното име пред склучувањето на овој договор. Така да тоа е многу лесно изводливо. Дали сака Грција да не призна или не, тоа се нивно суверено право. И значи меѓународните текови ќе си ги водиме согласно меѓународното право и согласно нашето лобирање према државите кои што не почитуваат како македонци. Така, вие сте неколку партии во коалиција на овие избори. И какви се вашите анализи? Дали очекувате влез во собранието и со колку пратеници? Па вака се, јас неблагодарно е да спекулирам нели со бројка на гласови. Тука ќе се повикам пред неколку денови, ние преку некои наши канали добивме информација од едни интерни анкети на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Они знаете како партии прават интерни внатрешни анкети за нивни потреби, ако им одговарат ги појавуваат во јавност, ако не им одговарат не ги појавуваат, тоа се нивни внатрешни анкети, и според тие некои нивни внатрешни анкети кажуваат дека ние ќе освоиме од 8 до 10 пратеника. Значи се повикам на нивни внатрешни анкети, а за мене можеби бројката не е многу битна, битно е сега една патриотска партија да влезе во парламентот. Наспроти тие македонско-албански коалиции што се прават веќе 30 години. Еве слушате, и Заев и Мицковски кажуваат и 100 пратеника да освојат, пак ќе прават коалиција со албанска партија. А тие македонско-албански коалиции се на штета во овие 30 години, и сега е битно да влезе патриотска партија. И секој биде поинако во парламентот. И вие да кажем еден пример. На 27 април, кога се случи државниот удар со насилниот и нелегален избор на Талат Џафери и покасно инсталирање на марионетската власт од страна на Западен странски центар, ние да бевме во парламентот и со еден пратеник, еве повторувам, и со еден пратеник ние ќе го спречевме изборот на Талат Џафери внатре. Имавме механизми како тоа да направиме, тој каубојски начин што се случи внатре, па така како што беше избран Талат Џафери не се бира председател на местна заедница. До ден денеска нема записник од седница на собранието. Значи со еден пратеник да бевме ќе го спречевме тоа. Значи сега е битно Единствена Македонија да влезе во парламентот, да не види нас народот, бидејќи ние имаме целосен медиумски мрак, целосна цензура од страна на овие две партии, и смислата е да се влезе, да не види народот, и кога ќе види дека стварно има внатре македонци кои што се решени до крај да се борат за македонски национални интереси во тие 3-4 години или колку ќе биде тој мандат на собранието, ја ви гарантирам дека на следните избори ќе ги победиме.
Премногу оптимистички, но на крајот гласачите ќе го кажат своето. Вие во ова кампања ВМРО, ДПМНЕ и СДСМ ги нарекувате како една партија погреб за Македонија. Јасно порачувате дека не би коалицирале со ниту една партија од овие двете големи. Се вашите, значи, противници на овие избори. Меѓутоа, после изборите сепак математиките се други. Дали, да кажам, би коалицирале повеќе со ВМРО или со СДСМ, или пак сепак би останале како опозиција во парламентот? Значи, точно е, ние овие две партии во суштина за нас и не се две партии, тоа се две крила. Погреб за Македонија, составени од ДПМН и СДС, кои што 30 години крадат, лажат и ја растураат државата. Видите, тоа се во суштина исти, бидејќи гледате вие, кај оди Заев во Брисел, во истите канцеларии по него оди и Мицковски. Значи, во тие национални предавства, тие се на нас, тие две партии се на исто рамниште од аспект на македонските национални интереси, бидејќи гледате, се избрише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ, а во суштина меѓу овие две партии нема разлика. Гледате, они сега се расправаат дали да имало рамен данок, дали прогресивен данок, тоа народот во овој момент и нему е најбитно, и што е најстрашно, нивната кампања покажуваат некои воаерски особини, гледате, приватни преслушувани разговори, секој ден слушаме како меѓу себе си ги снимале разговорите, значи тоа се безидејни партии, тоа зло наречено ДПМН и СДС мора најпосле да се разбие. Ова не е 30 годишно менување на власт, а во однос на коалицирањето што рековте, ние еве нашата платформа, јасно ги имаме запишано нашите стратешки определби, поништување на договорот со Грција, поништување на договорот со Бугарија, кај што се бришат македонците во Пиринска Македонија, поништување на законот за двојазичност и во Македонија службен јазик, македонскиот јазик и неговото кирилско писмо, поништување на фалсификуваниот попис од 2002 година со кој албанците лажно беа прикажани дека се 25,17% и спроведување на реален попис. Ние мора да се преброиме, мора да ја видиме реалната бројка кај населението, понатаму ревизија и одземање на украденото во криминалната приватизација, бидејќи повозрастни се сеќаваат во 90-те години се направи еден страшен грабеж кога десетина транзитски бандити се го поделија целото општествено богатство кој што наназад 50 години го создаваа сите работни луѓе во социјализмот. 2006-2016 во 10 годишното постприватизационо владење на ДПМН се случи истото. Грабежот продолжи, едните ја украдоа половина Македонија, сега фамилијата Заеви си ја украдоа другата половина, претходно, значи, Мијалков фамилијата, сега фамилијата Заеви. Значи, Македонија е во едно заложништво и затоа јас верувам дека народот ќе свати дека нема повеќе право на грешка, мора да ја даде доверба, мора на 15 јули да престанат националните предавства, мора да престанеме со наредбите од странство и сега што е најбитно, ние мора да си ја вратиме државата назад. Тоа е најбитно, а после е многу лесно да ги решиме реалните проблеми. Економската наука се погрижила, ги измислила сите механизми како се прави богата држава со убав стандард, какви даноци треба да има, каква макро или микроекономска политика треба да се води. Сето тоа економската наука го измислила. Сега треба едни честни политичари. Сега треба да се ја вратиме државата назад. И не случајно ние во нашиот пропаганден материјал инсистираме секој да излезе со своите биографии. Народот овој пат мора да бара биографија од секој кој му ја бара довербата, да ги видиме биографии и јас на овие избори тоа ми е најсилниот аргумент. Излегувам со мојата честност и честитост во мојата 25 годишна кариера, немам ниту една криминална афера, ниту една криминална дамка и на овие години немам веќе замисла да се менувам. Значи, нашата смисла е сега да се ја вратиме државата назад како македонци, а после многу лесно ќе ги решиме сите проблеми. Во однос на коалицирањето, кој е спремен да ги прифати овие 10 стратешки определби, ние сме спремни со секој да коалицираме во парламентот, бидејќи овие 10 стратешки определби се спас и просперитет за народот и државата. Сепак, значи, би можеле да коалицирате? Со секој кој ќе прифати да го поништиме договорот со Грција, договорот со Бугарија, Македонија национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на сите малцинства во државата. Пописот го спомнав, значи тие се неколку стратешки определби и жално е што ние овие стратешки определби не ги зацртавме во 90-та година. Сите околни држави меѓу себе нивните академии за наука и уметности направија стратешки платформи на кои што се заснуваат тие држави и во Албанија, и во Србија, и во Грција. За жал само во Македонија, Македонската академија на наука и уметности не изготви стратешки документ во кој што ќе ги нотира тие 10 точки и во кој јасно ќе се каже, во нив нема да се чепка. Без разлика кој ќе дојде на власт, без разлика кој какви коалиции ќе прави, во тие 10 стратешки определби нема да се чепка. Повеќе пати имате изјавено дека се заговара уништување на унитарниот карактер на Македонија, односно делба на Македонија. Тоа го кажувавте и на протестите. Зборевте дека е можно Македонија да биде повторно јаболко на раздорот. Дали се уште стоите на тој став и на што го темелите? Па го темелиме, ако земете од 90-та година, во 30 години Македонија е де факто променета држава, редефинирано е политичкото уредување. Се почна
2001 година со рамковниот договор, значи се направи и едно уништување на македонската држава, а со Парижинскиот договор сега се направи со овој договор со Грција, сега се направи уништување на македонскиот народ. Значи со рамковниот договор државата ја редефинира, сега дојде да ја уништуваат и македонската нација. Ако го видите тој рамковниот договор, таму Македонија веќе не е национална држава на македонскиот народ, таму има една одредба која што вели дека Република Македонија е некаква збирштина на турски народ, на влашки народ, на српски народ, на бошњачки народ, на македонски народ. Да, тој народ постои тука во Македонија и треба да ги тие постојат точно да ги има загарантирано правата со уставот, така. И тие, значи тоа е една збирштина веќе, тоа во Македонија тоа е еден експеримент кој што никаде не постои во Европа. Вие ако ги видите уставите на сите современи европски држави, во членот на секаде стои референцата за мнозинскиот народ. Значи како што се беше 91 година, Македонија национална држава на македонскиот народ со гарантирана положба на малцинствата. Меѓутоа сега Македонија со рамковниот договор е сведена на збирштина на некакви заедници. Сега што е најтрагично, од сите тие заедници само ние немаме национална држава. Турците си имаат национална, делот од турскиот народ што живее тука си има национална држава во Турција. Бошњаците се поистоветуваат со Босна и Херцеговина, власите со Романија, србите со Србија. Значи сите тие делови од народ имаат свои матични држави, само македонскиот народ со тој капитулантски рамковен договор остана без национална држава. Да, вие токму на тоа и кажавте дека постои закана за делба на Македонија. На што мислевте? Па де факто веќе Западна Македонија гледате функционира како федерализација. Вие сега ако отидете во Тетово, веќе такви провокации се прават, ве тера на шалтер, ако сакате да завршите работа, ве тера да зборувате албански, ве прашуваат дали знаете албански. Значи де факто таа федерализација во Македонија постои. Првата етапа е јазичната федерализација, која сега се воведе со двојазичноста на целата територија на Македонија, а во догледно време веќе албанските партии работат на велико албанска агенда да ја направат и територијалната федерализација која што опфаќа делови од територијата на Македонија. Значи народот треба да свати дека тие соништа на тие албански терористи кои што се дигнаат 2001 година, дека ќе ги заборават тие соништа со добивањето на разни државни функции во овие 15 години, тоа не е точно. Значи таа идеја кај нив живее, они работат на неа и ние дури тука јас кажам дека не треба нив да се лутиме, него ние треба на нас да се лутиме на овие предавнички македонски раководства во овие 30 години, на овие марионетски влади кои што ги инсталира странски центар 30 години, на нас треба Кој странски центар? Па се знаат, се во Брисел и во Вашингтон. Значи ние треба на нас самите да се лутиме што адекватно не одговараме на сите тие, иначе они се ја терат нивната агенда. Како албанци, како што се терат можеби и бугарите и грците. Значи најбитно е ние што правиме како одговараме. Затоа сега народот на овие избори треба да го даде одговорот. Вие неколку пати изјавивте дека на Македонија не е местото тукму ниту во НАТО алијансата. Ако не е место на Македонија во НАТО алијансата, тогаш која е алтернативата? Вака Македонија нема потреба што да бара во НАТО, тоа е една геноцидна организација која што во светот само прави војни и убива милиони луѓе, а баш капа ние имаме и посебна причина како македонци, нема што да бараме таму бидејќи гледате кој е условот, не обезличија, не избришија како македонци. Затоа ние како единствена Македонија, за нас светот не завршува до Брисел и Вашингтон. Тие лаги што ги слушаме дека 90-та година 80%, 90% народот бил за НАТО, за ЕУ, тоа се едни лажни анкети. Тоа се анкетите кои што покажуваат дека македонците го сакаат тој пат, НАТО и Европската унија. Тоа се лажни анкети на ИРИ, на ЦИА. Па вие свртете за референдумот, најрелевантните куќи тука, таа МЦМС, Меѓународниот центар за меѓународна соработка и ИРИ, тие ги сметат како најрелевантни. Во Македонија за референдум кажа 65% ќе биде излезноста, беше 34%, за 50% ја утна и тие луѓе меѓу се сокреат. Повеќе ден се појавуваат, еве ги денеска пак први кажуваат анкети, од тој Каржаловски, од Телма таму што ваде некои анкети, ова ИРИ што ја кажуваат, тие треба да се застрамат. Еве за референдумот ја утнаа за 50%. Еве видите им ги ден пред референдумот на анкетите. Па според вас, ако на Македонија не е местото во овој воен сојуз каде што најголем дел од помалите држави нели се интегрираат, тогаш каде би можела Македонија? Значи за нас светот не завршува до Брисел и Вашингтон, е многу поширок и ние Македонија ќе ја предвижиме кон сојузи и кон соработка со држави кои што не признаваат како македонци, а ние конкретно како единствена Македонија се залагаме за сојуз со Русија. Сега бидејќи ние имаме тука субјекти во коалицијата кои што си имаат и поинакви политички пределби, тука да кажам дека ние сега се здруживме да се ја вратиме државата. Како македонци да се вратиме државата, а после на едни нормални избори сите ќе се излеземе пред народот и некој си каже секој кој е за НАТО, кој е за Русија, па народот да се одлучи. Меѓутоа ние се имаме национална должност, света должност да се вратиме државата како македонци и затоа сме здружени тука во оваа коалиција. А нашите стратешки определби на дворешно политички сега ги ставаме на страна, бидејќи ова не се нормални избори. Ова гледате што се случува, а на едни нормални избори значи сите ќе излеземе со нашите понуди пред народот. А ние конкретно како единствена Македонија се залагаме со стратешки сојуз со Русија, бидејќи таму не Кои би биле на Македонија придобивките од стратешки сојуз со Русија? Па еве вака ве прашам сега. Вие кажавте воен сојуз НАТО.
Зошто смета дека НАТО ќе не брани подобро, ќе не штити подобро од Русија на пример? Што е НАТО помаќа од Русија на воен план? Па тие Русија утре може да ги згази сите таму колку се 25 земји во утре. Еве да збориме од тој воен, од тој безбедносен аспект. Што нас ќе ни пружи НАТО поголема заштита од Русија. Така да и баш кај што таму сега, значи кај што кажав, нас таму не признаваат како македонци. Русија 30 години не го негира постоењето на македонскиот народ, постоењето на националноста, идентитетот, јазикот, културата. Путин на отворена сцена пред 3 години колку беше кажа дека целата писменост доаѓа од Македонија. Значи една потврда подобра, а овие гледате што прават овие либерали од запад. Кои вредности тука не ги донесува во Македонија? Што ни промовира, рушат традиционални семејни вредности, и на крај не избришаа како македонци. Значи ние нема што да бареме таму. Тоа е една голема измама што го кажуваат дека со самото дес на НАТО плюс ќе нагарале инвестиции, не е точно. Тие само од НАТО тука сакаат марионети, ќе ги збогатат нашите политичари, тоа го прават од 90-та година. Тоа веќе е една прекрасна тактика, ќе ги збогатат овие нашите политичари и после им ги знаат богатствата и овие им служат нив како марионети. Гледате од 90-та година нашите политичари влегуваат како најголеми голтари во власта, излегуваат како најголеми комунисти, како најголеми капиталисти. Не ги чепка никој. Еве го Заев ќе вртеше бројче, трокира бројче. Меѓутоа и во сојуз со Русија, дали мислите дека и тука нема да има манипулации? Ние па за нас е сега најбитно основната како што велите условна манипулација. Не признаваат како македонци. Тоа е најбитно за нас, не признаваат како македонци. Тоа е единствениот услов на кој што треба да се држиме. Па за еден македонец посвет услов здравје. Да те признаат како македонци, да те сакаат како македонци. Гледате нас не бришат од светска мапа на нации. Па тоа е нешто свето, тоа е фундаментално право за опстанок на секој народ. Вие исто така сте и на идејата да се прекинат и преговорите со Европската унија. Па нема Европската унија, Македонија нема да влезе никој пат. Тоа е една голема лага, али оваа марионетска власт гледате сега што прави. Ги истроши сите аргументи. Избриша се што е македонско за некое идно ветување. Кое прашање за некоја идна околност, кое прашање во идните дали ќе се освори за преговори за членство, кое прашање во наредните 20 години дали ќе се случи. Овој Заев барем и тој Бугарашо Димитров да беа барем толку доблесни, кога веќе менуваат сеживо во Брисел да им кажат добро, еве се бришеме, утре примете не во Европска унија. Европска унија ако сака уште веќе во Брисел ќе се соберат и ќе примат Македонија, како што направија со Бугарија, со Романија, преку ноќ ги примија. Овие сега се избриша, ги строшија сите аргументи, а тек сега ќе уште не доаѓаат сега од септември се најавува со Бугарија нови тие што не ги спремаат нови закани со бришење на идентитет. Значи они за некое идно време, за некоја идна околност, за некој иден влез и преговори со Европската унија избришаа се живо. Па имаме тука нова методологија која што ја споменувате. Каква методологија? Тоа се таму едни луѓе со одродено национално чувство, немаш македонци. Гледај го триото Шекеринска, Заев, Димитров. За Шекеринска овој Меѓутоа и другата партија, и ВМРО ДПМН. Па сте исти, тоа е погреб, па тоа е погреб за Македонија. Па јас кажав, кај оди Заев во Брисел, по него Мицкоски оди во истите канцелари, во истите врати. Тоа е иста партија, тоа е погреб за Македонија, тука јасно е се. Значи тие се бидејќи во Македонија 30 години владее американскиот амбасадор. Он ги поставува председателите на партиите, како што го постави Груевски, како што го постави Мицковски, како што го поставија Заев. Значи американскиот амбасадор ги поставува председателите во овие две партии и они се нивни марионети за да им служат на нивните интереси. Па вие како партија како можете да го разбиете тоа? Па може, тешко е. Бидејќи гледате се не во каков Ако веќе стоите на тој став. Тешко е бидејќи има невидена медиумска цензура. Гледате што направија пред самите избори, Заев и Мицковски си напишаа уредба со законска сила во која што на час емитувана програма на телевизиите, они одат 6 минути, ние одиме 6 секунди. Устите им се полни со демократија, со рамноправност, со еднаквост, а во суштина работат сосема спротивно. И сега ние го одбираме по тешкиот дел, секој ден сме на терен, очи во очи со народот, ја промовираме нашата платформа и да се навратам претходно ово што кажавме за анкетите, народот масовно ја прифаќа нашите идеја за соработка со Русија. Тоа е една голема лага дека 80% биле за НАТО, дека за Европската унија. Тоа се измислени анкети и ние на терен, очи во очи со народот, ја промовираме нашата програма и сега еве некоја стрека што може да користиме и социјални мрежи и во на тој начин ја концепираме кампањата, а од друга страна Заев и Мицковски се уплашени луѓе. Гледате го узурпираат цел медиумски простор. Замислете, они си доделија на секој час имаат по 6 минути спотови, ние 6 секунди. Тоа никаде го нема. И овие европски бирократи молчат, а цело време устите им се нив полни демократија, рамноправност, фер избори, честни избори. Значи тоа се значи овие нивни марионети кои што сакаат да се ги менуваат на власт. Еве сега Заев ако го прашате, ако веќе сигурно ги губи изборите, да го прашате кој сакате да победи, он нема да каже Јанко Бачев, ќе каже сакам да си победи Мицковски. Значи они сакаат и наредните 30 години овие две партии од погреб за Македонија да се менуваат на власта во Македонија. Дали ќе делувате како трета опција, не ми кажавте? Тој по имене трета опција ми е дегутантен. Мислам така. Дали постојат услови за трета опција? Многу се врти во јавноста.
Па во таа насока имаше некои разговори пред изборите со некои така партии што се представуваат од трета опција, меѓутоа тоа се не е искрени. Ние разговараме со нив, после разговорите шетаат по штабовите на ВМРО, ДПМН и на СДСМ. Значи нема една искреност, не видовме таму и затоа ние сега на овие избори, ова нашава коалиција која што се состои од Фродем, Тврдокорни и ветераните на ВМРО и Единствена Македонија, значи ние веруваме овој пат дека народот ќе даде соодветен одговор и дека ќе ни даде доверба да влеземе во парламентот, како што кажав на почетокот, сега е најбитно ние да влеземе внатре, од институционално внатре да се бориме, да почнеме и народот ќе види една нова слика, една нова борба во парламентот со кој што безпоговорно ќе бидеме во заштита на одбрана на националните и државните интереси. Ова беше интервјуто со Јанко Бачев. Ви благодарам за издвоеното време. Ви благодарам на вас.